Едноставно не можете Едноставно веќе. не можам да ги прифатам бидејќи е лимитирано, е 5000 френдови само или пријатели преведено на македонски. Така. Може да се прифатат на Facebook страницата, а им се извинувам на сите оние кои не можам да ги прифатам бидејќи не е од моја страна. Сигурно чувствувате притисок околу изборите се ближат. Неизвестноста на самото гласање е висока. Дали има вистина дека тајно преговарате со албанскиот блок околу можно коалицирање во вториот овој круг, да ве поддржат вас за изборите, за возрат вие да им донесете на таква звезда во Дебар, на ново изградениот стадион кој што вие го планирате за таму. 50 Cent, за него така се зборува во кулуарите. Ова не е од А2 или од 1 на 1. Вака, господине Жарко, јас само да ви кажам, на самиот почеток реков дека кај мене нема ништо тајно и нема ништо задкулисно. Зашто па Тетово да е поразлично од Дебар? Навистина. Или Гостивар да е поразлично од Дебар? Секоја земја, односно секој град во нашата Македонија за мене е еден. Само така може да функционира Македонија. И јас мислам дека нема потреба да направам концерт со 50 Cent за албанскиот блок да гласа за мене и да ме поддржува. Но сепак реков и ќе потенцирам во мојот разговор со господинот Обама на мојата кампања. Ги имаме веќе договорено. Jay-Z, Beyoncé, Justin Timberlake, 50 Cent и ова е најново што ќе кажам дека Kanye West сам сакаше да биде гост на мојата кампања. Господине Блажев, изненадувате на вистина. Следува Благодарам. Следува интервјуто со Љубиша Николовски од Студио 2. Специјална анализа за председателските избори, да видиме што тој, односно што Студио 2 всушност има да каже за председателските избори, целата кампања и нормално кандидатурата на нашиот пулен Владимир Блажев. Веднаш потоа во финалето на емисијата со Панчо зборуваме за жешки теми како што е спорот со Грција, секако и за крај анализата на Есад Рахич, нашиот познат пратеник и нормално голем градски фраер. Значи, да видиме како стои Панчо кај електоратот. Одиме во Студио 2 сме сега и штета Чомовски не е дежурен денеска, но затоа Љубиша Николовски е тука кој исто така елоквентно и добро ќе ни објасни за ситуацијава. Поздрав и се надам нема да ти смета што ќе ти одземе некое време, кај да треба да почнеш со Студио 2, ама се надам не се лутиш. Не, само ако имаш сериозни прашања, нешто за избори, можам да го знам, вие од Студио 2 сте сериозни и за сериозни теми расправаме. Да, едва ги намолив да ми дозвола да доам и да посмивам малце. Вака, ме интересира, значи, откако се официализира кандидатурата на Панчо за председател, како стои Панчо кај граѓаните во смисла на тоа дали го сака, дали ќе го гласа, дали... Да, Панчо мислам дека перфектно стои меѓу граѓаните, барем јас колку што знам според последните анкети на агенцијата Свири, Панчо води, мислам дека Панчо има шанси да ги обедини сите македонци, сите македонски граѓани, без разлика на тоа кој каква музика слуша, и Панчо е обединител и Панчо мислам дека ќе успее да докаже дека корените на рапот се тука во Македонија, уште античките македонци практикувале рап и дека тука му е негова шанса. Така. А што мислите, дали другиве кандидати се плашат од него, бидејќи на почетокот велеа тоа е шега, тоа е вага, така од кога видоа дека е сериозно, мислам дека веќе ги фаќа и страф. Па ја мислам дека ги фаќа страф, само мора да внимава бидејќи во оваа трка за председател има ниски удари, тоа подколено, подсеваници, Панчо ќе мора да носи нешто заштитни, такви патики, заштитници за ногите, тоест. Се надам нема да ви смета вака лично, ако може малку да излеземе нели од она клише, лично дали вие би гласале за Панчо? Па јас мислам дека кога ќе сериозно размислам дека можеби би гласал за Панчо, иако тоа нели моје лично право, не би сакал сега тука пред гледачите веднаш да се декларирам за кого ќе гласам, но Панчо ако поработи уште малку на хип-хопот и уште повеќе на хула-хопот, мислам дека он има навистина реални шанси да победи. Одлично. И за крај уште да ја прашам, што мислите за одлуката на Панчо во вториот круг да проба да се обедини со албанскиот блок и за возрат да изгради стадион во Дебар и да го донесе 50 Cent?
Дали е тоа добар потек или можеби нема да најде на позитивен одговор кај останатиот дел, нели, македонците и србите и ромите? Не, мислам дека е тоа одличен потек, дека реков ја он е обединител, дека тоа е страшно. И доста мудар играч се покажа. Мудар играч, особено ова со 50 Cent, од и него ќе му треба само, мислам, многу повеќе центи од 50 Cent за да може да го донесе 50 Cent у Девар тука. Така. Добро, окей, фала ви многу. Продолжете со ова со студио. Човновски во ова, али максимално. Панчо, ете, сите викаат Панчо, убаво. Сузунов бе како дата. Томен на задолжението што произлегува од законот за Народна банка и тоа ќе го прави. 1 милион платежни картички. Има во Председателски избори 2009. Панчо за председник. Мора, навистина. Мора. Се извинувам на емисија сум. Извинете покасно, подоцна. Довидување. Јас се извинувам, во емисија сме, да. Се извинувам на гледачите во ова беше хитен повик од... Зашто се работи, бидејќи во 1-1 откриваме се? Веќе, според сите анкети, подписите си официјално собрани. Готово? Да. Само честитки. Благодарам, господине. Чувме нешто многу интересно од господинот Љубиша Николовски. Сакам да го поздравам господинот Љубиша. Го ценам многу како стручен политички аналитичар. Спомна нешто за хип-хопот и античките македонци. Да, дека наводно имате вие некакви сознанија. Да, јас имам сознание од одлични македонски историчари и странски. Слушнав и видов, дури се зачудив, и затоа и тоа беше исто нешто кое ме бутна за да се кандидирам. Верувале или не? Добро. Александар Македонски. Добро. Значи, во секоја борба, знаете ли која му била химна? И знаете ли дека во тоа време Александар Македонски слушал хип-хоп? Навистина. Се надевам дека ќе пуштите химната да ја чуеме. Тоа е од Ако ништо друго во монтажа сигурно ќе ја ставиме, навистина морате ќе ја само најдеме. да слушнете бидејќи е доста популарна, од тогаш и денес се слуша по клубовите. Станува збор за една одлична тема од раперот Mystical. И темата се вика Shake Your Ass. Shake your ass, watch yourself. Shake your ass, show them what you're working with. Навистина. Да. Побогу, па сигурно веќе ја слушате вие во монтажа сме ја ставиле, нели, поздрав до мојот монтажер Зоки. Зошто Александар Македонски баш таква химна мисли дека има одбрано со таков заразен мелос? Тоа е малце сега реаранжирана ова, но сигурно првобитната звучало нешто поинаку. Звучала малце поинаку со нели етно некои мотиви и сегменти во неа, со тоа да може watch your step или не, shake your ass, watch yourself. Значи, мислам во превод мрднете го задникот, така. Но чувајте се. Така. И секојаш македонецот така треба да прави. Да предизвикува, но да се чува. Тоа може би било мото на фалангата, нели, кога одела напред со копјата. Shake your ass, watch yourself. Така. Дефинитивно.